поздравувам сите кои што во моментов следите Канал 5 и Здраво Македонија и верувам дека овој разговор ќе го проследите со внимание. Сите вие кои што имате домашни миленици, можеби сте нови сопственици на миленици и не знаете како најдобро да се грижите за нив во текот на летниот период, а се разбира сите останати, добро е да се потсетиме и да ги имаме најдобрите совети, се разбира од ветеринар Светла Дракуловска. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата во ова топло лето, устринско лето. Така е. Постојано зборуваме за тоа колку треба ние да се грижиме за сопственото здравје, за луѓето, но често сакаме да зборуваме и за тоа како да се грижиме правилно за домашните миленици. Па затоа ќе ве прашам колку е важна хидратацијата кај милениците во лето. Исто така, колку што е важна кај луѓето, толку е важна и кај домашните миленици. Често пати, доста често се збори за луѓето, ги занемаруваме во некој степен животните. Независно што живеат дома, се повеќе во домашни услови, секогаш треба да имаат свежа вода, достап до свежа вода, треба да бидат во проветрени простори, надвор прошетките да бидат рано са бајле или привечер кога температурите се малку пониски и цело преку во текот на целиот ден да имаат достап до свежа храна, независно дали тоа ќе биде готова трговска храна или домашно приготвена храна, да не стои долго време на собна температура, а водата да се менува во текот на денот се почесто. Да. Како да препознаеме дека миленикот е дехидриран? Првите симптоми, особено кај кучињата, се дишење со отворена уста. Потоа се забележува веќе во понапредни стадиуми на дехидратација, пропаднати очи, суви слузници, непцата се посуви, лепкави. Мачките спијат повеќе, кожата е понееластична, полетаргични се, забавени во движењето. Тоа се едни први симптоми кои што сопственикот треба да ги забележи кај домашните миленици и да превземе мерки. Да. Кога велиме да преземе мерки, што е она што прво треба да го направи сопственикот? Она што прво треба да се направи е реално да се види дали се уште животното има апетит, има желба за прием на течност и на храна. Доколку сето тоа е исчезнато, веќе е јасно дека треба да се обратат на ветеринарен доктор за да се превземат следните чекори за рехидратација на организмот. И сега во однос на храната, кои се намирниците кои што се најопасни во лето за кучињата и мачките? Она што е најопасно во лето, а што луѓето често го консумираат и во поголеми количини, тоа е грозјето. И секогаш напоменуваме дека грозје на домашните миленици не се дава заради токсичноста на самите семки. Многу брзо настапува интоксикација на организмот со пројави на проблеми со бубрези и така натаму, така што многу прв пат слушам дека им даваат грозје на милениците сопственици. Знаат затоа што домашните миленици сакаат да јадат се што гледаат дека ние конзумираме. Така што ако пројават желба, ако пројават желба, грозјето треба да се избегнува. Лубеницата е окей, се отстрануваат семките, може да се разлади во фрижидер, да се дава на мали коткички парченца, особено кучињата сакаат така по таков начин да се разладат. Кај мачките е убаво да се направат видови на булјони, супи, кои што може да се замрзнат како коцкички и така да ги лижат. Напоменувам тука дека не е страшно кучињата и мачките од време на време лижат коцки мраз, крајници нема да ги фатат, грло нема да ги заболе, а убаво ќе ги освежи во текот на денот. Да, и сега што да правиме во случај кога миленикот ќе касне храна која што е забранета? На прво место секогаш напоменувам и на сопствениците убаво е да знаат што не треба да даваат на домашните миленици за да превенираат, затоа што тоа е најдобриот начин да ги заштитиме животните, домашните миленици да бидат здрави. Во случај да се случи или да изедат како што напоменав грозје во летниот период, треба веднаш да се алармира. Дури најмалата количина на грозје знае да биде токсична, така што она што во првов момент може да направат е ако во првите пола сат настанало или прием на таков тип на храна, да предизвикаат повраќање. А од таму натаму веднаш потоа да се обратат кон ветеринарен доктор за да се превземат соодветни мерки. Да. И да на самиот крај да споменеме само која е она храна која што е препорачлива и за кучињата и за мачките во летниот период, верувам дека доста се разликува. Мачките се во принцип малку со поголем процент по месојадни од животни од кучињата, така што она што е убаво да јадат е
па ќе кажам, свежа храна, независно дали е домашно приготвена или веќе некој бренд на храна со која што го хранат мачето или кучето, независно. Треба да биде свежа храна. Значи се дава во моментот, не ќе да конзумира животното, се тргнува на страна, се става во фрижидер, потоа малку се остава на собна температура и се остава за конзумација. Значи не е да седи цел ден храната во порцијата, да ужегнува и сето тоа може да предизвика исто проблеми со стомакот. Одлично, благодарам многу за овој утрински разговор. Верувам дека ги информиравме сите гледачи кои што имаат домашни миленици, а не знаат како соодветно да се грижат за нив во летниот период. Се надевам дека бевме корисни ово утро и дека ќе ги следат сите совети од ветеринарните доктори.